со отпремнината не лажа, со месеци, денеска па се собравне, на 8 март шефицата на кабинетот на Анджушев повика тројца члени од нашиот иницијативен одбор и му вети, седете мирни, немој да протестирате, до 22 ќе ви биде исплатена во целост отпремнината, а може и порано. Еве, ние мирни бевне тие 2 недели, 22 денеска 29, нема ни ја од отпремнината. Сите се, некој договор ќе потпишеле за шлемови, ќе се авансирало, сега се слуша муабети од договорот немало ништо, од авансо нема ништо. Сношти на една телевизија беше гостин Анджушев, случајно се погоди, јас му поставив прашање. Знам, рече, за Еврокомпозит, се бориме, има двајца заинтересирани, прво беше еден, сега се двајца, ние баравне појче за појче пари да добијаме во надавањето. Во најскоро време, за месец и пол ќе се реши и приоритет ќе ни биде да му се исплати отпремнината на вработените и последните 3 плати. А има, рече, и сами го кажа, дека има доста паралти за останато, ама тие, рече, ќе правиме напори процентуално да му ги исплатиме. Што значи дека паси купува време, само мене ме радува прво кога почне на 6 месеци не лаже, на 3 месеци, сега еве дојде на месец и пол. А толку изборите треба? И месец и пол изборите треба, после па ново. И понеделник сме спремни да одиме во Скопје, со спиење и минатиот пат го кажав тоа, дур не се реши проблемот, од Скопје не заминуваме. Сега добивме сознание дека утре ќе иде Анджушев во Прилеп, најверојатно со премиер Озаев, па ќе појдеме пред општина, ќе го пречекаме. Сигурни се дека полицијата нема да ностаи, ама ние ќе сториме напори, дурни не приме да разговараме, нема да ги пуштиме да влезе и во општина. Па ако сака нека не затвора сите, од ова поиќе не се издржува. Крајно е, не се издржува. Само не лажа, до кога лагите не знаеме. Премиерот тоа го вети, тој рече има странски инвеститор, ако тој не се сврши работа со него до краја на февруар, владата со владени буџетски средства ќе интервенира со 3 милиони евра. Еве, помина и февруар, помина и март, од тоа нема ништо. Значи, сето е лага, сето е купување на време и како да му веруваме. До сега имаме земено, едни ние 30.000 денари, а другиве 24 само 5.000 денари. И директорот да сакам да го спомнам, бевне и кај него, има договор, ево што го кажа, тој лично и во Скопје бевне, еве ние бевне неколку души таму. Анджушев, затоа не верувам она што го рече, оти едно таму кажа овде друго, нека се коригира малце тој. Таму преку Совка, таа на представникот на општествениот капитал беше кажано дека за неколку дена, недела, 2, да стаса пари, а тоа беше на 8 март, ќе бидат исплатени сите комплет од премнината. Директорова, јас можам слободно да кажам, мајстрално го изигра. Ова беше изле игра некоја. Еве се виде играва дека заврши. Купуви време, нема изле ни договор има, ни пари има. А не е сам тука, тој со некој од власта е заедно ова ги има правено ова сценарио. Јас така можам да го наречам сценарио, не знам како да го речем. Тие се зна, че се најде овде во ова што го кажуваме ние. Нас не ни преостанува ништо друго, кој што рече колега. Понеделник дојме Скопје, ако нешто направиме, а еве сега ветил месец и пол, ама овој месец и пол ветуваше 2 години по месец, месец и пол, по 2, тој истиот човек. Еве сега по 2 месеци, стрпете се, по 2 месеци, 2 години помине. Прв пат кај него појдовне мај или јуни кога дојдува на власт, прв пат појдовне кај, значи еве уште малце 2 години ќе дојде. Да му порачам на директорот да слезе овде, ако е доблесен, да му се извини на овие луѓе што ги лажеше овде, што не лажеше сите. 5 месеци не лаже, не е 5 дена, 3 дена, 5 месеци. Од ноември кога заминавме до ден денес. Упорно. И не знам овој човек како, кој му дозволил да води фирма. Ја мислам најпаметно ќе му биде да се замени, да остане некој прав менаџер, ако има таков да се најде. Јас тоа би му порачал. Еве, побарајте го и вие, нека да изјава, нека дојде, нека слезе овде. Значи, чим бегаш ти од народот, од вработените твоја, не знам што човек тој таков. Абе, такви ја вода државава. Пред да си заминиме бевме 250 вработени, од кои 150 беа производни работници. И не можеа да изва пари за 60-70 административци. А во овој момент во фирмата има 60 административци, само 10 производни работници. И заклучете сами дали може тие 10
производни работници да изва плата за 60-70 административци.